Водата за пиење на туристичкиот центар Попова Шапка е микробиолошки загадена. Последните анализи на Центарот за јавно здравје покажале присуство на Ешерихија коли во водата. Главна причина за загадувањето е нередовното вршење на дезинфекција на резервоарите за вода, велат од Центарот. Последните резултати од испитувањата на водата за пиење од скијачкиот Центар Попова Шапка покажа дека водата е небезбедна, односно е бактериолошки неисправна поради присуство на колиформни бактерии и Ешерихија коли, што значи дека имаме фекално загадување по однос на физичко-хемиски параметри, одлични се како и секогаш, така да не ја препорачуваме додека не се изврши хиперхлорирање и дезинфицирање на водата за пиење. Јавното комунално предпријатие има човек кој се грижи за резервоарите на Попова Шапка и морам да ви нагласам дека ова снабдувањето на Попова Шапка нема врска никакво со оној инцидент од пред 10 дена што се случи со градот Тетово, односно кога поради градежните работи на новиот скилив дојде до транзиторно, односно краткотрајно заматување на водата во градот. Така. Кои се можните причини за ова фекално загадување на Попова Шапка? Дебунарот кој што се снабдува скијачкиот центар? Главна причина на Попова Шапка е невршење на континуирана дезинфекција на водата за пиење и покрај некои ситни технички недостатоци, меѓутоа повторувам има лице кое се грижи за резервоарите за водата за пиење. Туристите кои ги затекнавме на Попова Шапка изјавија дека ја користат водата. Не добиле никакво известување дека е загадена. Ја немам чуено. Али викам тоа мора да се јави, да се знае дека е загадена. Од јавното комунално предпријатие Тетово, кој е одговорно за одржување на системот за водоснабдување на Попова Шапка, одбегнуваат да дадат одговор зошто никој не е известен за фекалното загадување. Отаму не добивме ниту информации дали се преземаат мерки за чистење на резервоарите на водата за пиење. Инаку минатата недела и водата за пиење во Тетово беше загадена, поради изведување на градежни работи во близина на еден од изворите од кој градот се снабдува со вода. Одбележана 15 годишнината од загинувањето на Цоки Стојановски, полицаецот кој загина во конфликтот во 2001 година. Најблиските роднини и пријатели, делегација составена од представници на секторот за внатрешни работи Тетово, делегации на Сдруженијето на македонски бранители Бедем, Сдруженијето македонски херои, Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Тетово, жители на Туденце, положија букети свежо цвеќе во знак на почит и сеќавање на полицаецот Стојановски. Почит на полицаецот Стојановски му беше оддадена и пред споменикот изграден во негова чест во кругот на сообраќајната полиција, каде Цоки беше вработен. Во знак на сеќавање на полицаецот Цоки Стојановски во спортската сала во Борвеница беше одржан 5-тиот меморијален турнир во мал фудбал во организација на МВР, Македонскиот полициски синдикат и семејството. На турнирот учествуваа 7 екипи составени од полицајци и граѓани. По оддавање почит со едноминутно молчење на Цоки, турнирот го отвори Симеон Петрушевски, секретар на Сдруженијето македонски херои. Го отвараме 5-тиот поред меморијалниот турнир. Победникот од овој турнир на централно ниво во Борис Трајковски ќе се одржи завршен турнир. Победникот треба да присуствува. Играта да биде фер за духот на Цоки Стојановски, да се спомне неговото име и неговата дела што ги има направено за ова наша држава, за Република Македонија, како полициски припадник на
Република Македонија. Полицаецот Цоки Стојановски загина кобниот ден 2001 година како 28 годишник, бранејќи го суверенитетот и територијалниот интегритет на Република Македонија. Ноќта на 1 август 2001 одговори на својот последен предизвик за одбрана на неговиот роден град Тетово. Истрел од куршум го усмрти Стојановски, кој на пунктот лоциран пред поранешните простории на Радио Тетово беше на должност командир на реонот од наплатната рампа кон Гостивар до станицата за безбедност на патниот сообраќај. Полицаецот Цоки Стојановски беше познат како човек целосно посветен на службата и на должностите, кои ги извршуваше секогаш со иста совесност. Стојановски беше сопруг и татко на 2 деца. Поради несовпаѓање на податоците од избирачкиот список, од 6-та изборна единица се пријавиле вкупно 115 лица. Оваа бројка која објави Државната изборна комисија е заклучно денеска до 13 часот. Рокот за пријавување до 19 август. Гласачите од 6-та изборна единица пријавувањето го вршеле по електронски пат или директно во канцелариите на ДИК. Поголемиот број од нив се од Гостивар, Боговиње и Тетово. ДИК информира дека на ниво на цела држава се пријавиле вкупно 595 граѓани. За време на пријавувањето кое трае веќе 5 дена, најмногу пријавени има во општина Чаир, Аеродром, Карпош, Центар и Кичево. При пријавувањето, граѓаните мора да носат важечка лична карта или пасош, а може да се пријавуваат и преку интернет со посебната апликација Провери и пријави се, поставена на веб страницата на ДИК. На списокот на ниво на цела држава има 39.520 спорни гласачи. Овие гласачи при првата теренска проверка не биле најдени дома. Според списокот, најмногу спорни гласачи има во општина Чаир 5418, во општина Тетово 3183, општина Гостивар 2671 и општина Сарај 2420. Најмалку неконзистентни записи има во општините Пехчево и Ранковце по 1, Чешиново, Блешево, Карбинци и Зрновце по 2 и во Дебарца со 4 спорни гласачи. По повод одбележувањето на денот на Илинденското востание и денот на одржувањето на првото заседание на АСНОМ на 2 август вторник, Општинската организација на Сојузот на борци Тетово ќе организира положување на свежо цвеќе пред споменикот на револуцијата во Тетово. Со почеток во 10 часот и 30 минути делегациите на политичките партии и граѓанските здруженија традиционално ќе оддадат почит пред паметникот на народните херои. На истиот ден, 2 август, вторник, православниот празник Свети Илија ќе се чествува и во тетовското село Луковица. Со црковно народен собир и општо народна веселба ќе се прославува и 21 годишнината од возобновувањето на манастирот Свети Илија во Луковица. Од црковниот одбор при манастирот упатуваат покана до сите верници да присуствуваат на прославата на патрониот празник Илинден и на прославата на 21 годишнината од возобновувањето на манастирот. Светата божествена литургија ќе започне во 10 часот, а во 12 часот од кумовите ќе биде приредена трпеза на љубовта, пошто следува се народна веселба со панче бент од Велес. Инаку превозот е обезбеден во 7 часот наутро од пред маркетот Веро. Резервации на телефон 070 371 616. Во продолжение на регионалните вести ќе ја емитуваме историјата корупција во македонскиот фудбал на Центарот за истражувачко новинарство Скуп Македонија во рамките на НЕТ проектот подигнување на јавната свест против корупција преку истражувачко новинарство.
29 јули 2012 година, Фудбалската федерација доби нов председател во името на Илчо Ѓоргиевски, поранешен фудбалер и селектор. И до овде е добра биографија и добар почеток. Но за жал со неговото доаѓање почнува и периодот на најголемиот пад на фудбалот во земјава. Македонија паднала за 36 места за 4 години. Во јули 2012 година, кога Ѓоргиевски доаѓа како председател на ФФМ, земјава била на 103-тото место. Само 4 години подоцна паѓа на 139-тото место. Тежината нивна е функцијата што имат председател или селектор на репрезентација. Меѓутоа, резултатите се очени. Значи, што би било, например, јас како тренер да 10 утакмици за ред да губам и сега уште да седам на позиција. Но Илчо Ѓоргиевски ни оддалеку не помислува да даде оставка. И покрај падот за скоро 40 места, тој предлага стратешки планови за наредните 5 и 10 години на македонскиот фудбал. Тоа е апсурд. И сега видите, шансата да добие 10 години ја барат човек или екипа која што у претходниве 4 години направиле такви катастрофални состави. Тоа е толку нелогично. Нелогично е многу благ збор, да кажеме. Малце погрубо надвор од памет. Но со падот на ранг листите не е единствениот проблем со кој се соочува Фудбалската федерација. Забелешки има и за самиот избор на Ѓоргиевски. Постојат сомненија дека е сторен фалсификат, а фалсификатот е кривично дело. Фалсификување на исправа. И не може некој да оствари некое право при тоа да фалсификуваат исправа, да фалсификуваат списи. Разбирате, и тука беше криминалот и ние на тоа укажувавме. За да најголемиот основ за сомнение дека е тоа криминал беше тоа што изјавата подпишана од господинот Драги Митковски, која што стои некој си печат од нотар, каде што не се читат кој нотар. Од неодамна 26 од присутните 86 делегати на собранието за избор на Ѓоргиевски за председател пред фудбалските тела на ФИФА и УЕФА поднеле нотарски изјави дека врз нив е вршен политички притисок. Велат ова е најстрого забрането од правилата на овие меѓународни организации. Одредени членови беа и повикувани во кабинетот на министерот Миле Јанакиевски, кој што наводно бил задолжен да ја следи и да ја координира целата работа околу изборот на председател на Фудбалската федерација. По познато име на 6 до 7 членови таму беа присутни кога настана вербална расправа помеѓу мене и министерот Миле Јанакиевски кај негово кабинет. Значи, стојат основани сомненија, стојат податоци и јас располагам со тие докази дека врз председателот Хари, врз одредени делегати на собранието и така натака, значи директно се врши притисоци од страна на Кире Божиновски, од Мартин Протуѓер, од Љупчо Тодоровски, од Горан Трајковски, кој што беше директор на управата за јавни приходи и така натака. Упатените велат дека постојат индиции за блискост на екс-премиерот и лидер на ВМРО ДПМН Никола Груевски и Илчо Ѓоргиевски. Тие двајцата се родени во 1971 година и заедно пораснале на улицата Социјалистичка Зора, сега применувана во Христо Батанчиев во населбата Ѓорđe Петров. Поврзаноста на Груевски со оваа улица се гледа од пишувањето на весникот Вечер од јануари годинава. Таму се наведува дека на третиот ден од новата година Груевски ја одржал последната од традиционалните средби со другарите од неговото мало. Години наназад бившиот премиер бил дел од собирите за прослава на почетокот на новата година. За политичките притисоци врз челниците на македонскиот фудбал се дозна и од бомбите кои ги објави опозицијата. Ало. Ово е Мајмунов од Фудбалска федерација, намерно не пушта карти за утакмицата. За да не се напуни стадионот. Му кажав на тој што му е човекот денес за тоа прави флове. Му реков понеделник, ако не објавите до понеделник, ако не објават до понеделник, кажи му дека жена му, децата, све уенде ќе ги најдат. Звучните македонски фудбалски имиња велат дека проблематично е и лиценцирањето на тренерите кои се поставени од федерацијата. Ве молам, од петта лига, меѓурегионална лига, доаѓа до пролиценца. Нема теорија да ги исполнува критериумите. И сега ќе седат тренери од типот на Хаджиевски, од типот на Бабунски, од типот на Канатларовски или помладите Захариевски, Серафимовски,
Тони Мицевски, Митко Стојковски и да не ги редам некои други кои можат да допринесат за развој на фудбалот. Кај нас работат некој што играл во Шишево, да ми извинат што го спомнам Шишево или Илинден од Илинден. Политиката и нелегалните активности според познавачите на фудбалските прилики се длабоко навлезени во ФФМ. Велат, освен дискутабилниот избор, со името на Ѓоргиевски се поврзуваат и други сомнежи за неправилности. За соблекувалните во центарот Петар Милошевски, во фудбалскиот центар Петар Милошевски, веднаш до седиштето на фудбалската федерација, значи само за соблекувалните, надвор од трибини, надвор од тревната подлога и така натака, потрошени се 1.800.000 евра. За објект помало од 500 квадрати, каде што, ако земите дека тој објект со градежна цена од 500 евра по метар квадратен, не би надминал 250.000 евра. Или 500.000 евра нека. Но да потрошите 1.800.000 евра. По злато да беше тој објект, немаше да кошта толку. Ѓурчевски тврди дека надзорните работи околу овој центар се вршени од блиски роднини на председателот Ѓоргиевски. Ревизијата на овие градежни работи кои што ги се изведуваат во фудбалската федерација, според нашите информации, ја врши фирма на шурата на господинот Ѓоргиевски, Андреј Просеников. Дополнителни сомнежи за неправилности има и во извршувањето на градежните работи на фудбалските стадиони. Тој работата за изградба на дел од стадионите во земјава наводно ја доделува на фирмата ЗРД МК Инженеринг од Скопје. Во оваа фирма Ѓоргиевски се јавува како коосновач заедно со уште 3 лица од Турција. Излегува дека председателот Илчо Ѓоргиевски самиот на себе си доделуваат градежни работи, каде што инвеститор е фудбалската федерација на која што тој е преседател. Не разбирате? И згора на тоа, за надзорен орган ја именуваат фирмата во која што основач е неговиот шура Андреј Прасинов. Тоа е конфликтот на интереси од невидени размери. Спорна за познавачите на состојбите и платата на председателот на ФФМ Илчо Ѓоргиевски. Господинот Илчо Ѓоргиевски во 2015 година сам на себе си подпишува договори, се вработуваат во фудбалската федерација со плата од 250.000 денари. Што се околу 4.000 евра. Месечна плата. Дали тука лежи одговорот за големиот пад на македонскиот фудбал? Репутацијата на македонскиот фудбал беше предмет на подсмев и во европските и светските фудбалски кругови и при изборот на последниот председател на ФИФА Џани Инфантино. Тој целосно ги игнорираше обидите на Илчо Ѓоргиевски да му честита за изборот за председател на ФИФА.
Времето денес беше сончево и многу топло, со мала облачност и со слаб ветер од променлив правец. Утринските температури се движеа од 16 до 20, а дневните од 22 до 33 степени. УВ индексот изнесуваше 9. И утре ќе биде сончево и многу топло, попладне со умерена облачност. Кон крајот на денот и во вечерните часови во северните делови ќе има услови за краткотраен дожд и грмежи. Утринските температури ќе се движат од 17 до 21, а дневните од 25 до 34 степени. УВ индексот ќе изнесува 9.